Лека ноќ, вие сте стандардно на чекор за ците. Ова се вчерашни новости, а јас сум Јована и Петар. Еве ги настаните на неделата. Ексклузивно, вчерашни на митингот на партијата на неопределените. Дебата во студио, урбана версус неурбана мафија. Вчерашни на терен, ново откритие на македонските археолози. Дознајте последни какво ќе биде времето вчера. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И ден денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пореснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лето или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Скандал. Имаше ли обид за атентат врз македонскиот председател? Аеродромот во Скопје беше затворен по најавата за бомба во авионот на нашиот председател. Летот за Мадагаскар, каде Иванов требаше да оди на исклучително важниот самит на франкофонијата, беше откажан. Председателот, кому ова патување му било од огромно значење, веднаш побарал алтернатива и сакал да биде одвезен на железничката станица, но ниту овој план не успеал, бидејќи Македонија не само што нема воз за Мадагаскар, туку земјата воопшто нема меѓународни железнички линии. Што туку од Дескот ја добивме најновата информација во која се вели дека по безбедносните проверки утврдено е дека не постоела закана за безбедноста на председателот и во неговиот авион не била откриена бомба, туку потенцијално опасен мобилен телефон. Иако Иванов не успеал да стигне во Мадагаскар, оттаму му испратија честитка во вид на монтирана фотографија за да се чувствува како да е таму. А Министерството за култура и јавното претпријатие Комуналец купија специјална метларка за заметување на евентуалниот криминал од проектот Скопје 2014. Препораката ја добиле од директорот на Битолскиот Комуналец, каде веќе оперираат 3 вакви возила. Ќе покаже дека тие специјални возила метларки, учинокот нивни ефектот е многу голем. Иако се многу големи потрошачи на гориво, но сепак планираме ова година уште едно, значи 4-то возило да влези. Но како што дознавме, возилото не успеа да се справи со обемот на работа во Скопје и буквално пропадна во земја. Петар? Од Министерството за култура демантираат дека возилото не успеало да замети ништо од криминалот, ниту дека пропаднало. Тврдат дека станува збор за уметничка инсталација на плоштадот Македонија во рамките на овогодинешното биенале. И ова година исто тако имаме веома врла добра инсталација. Верувам да свако од нас може да се наđe у том проекта. А во меѓувреме нови преписки меѓу високите функционери. Министерката за труд и социјала Фросина Ременски поднесе тужба против дополнителниот министер Диме Спасов за злоупотреба на службената положба. На това заменикот поднесе контратужба за лажно пријавување. На контратужбата Ременски поднесе контратужба за клевета. На овоа контратужба Спасов поднесе контратужба, на што Ременски одговори со контратужба. Јавното обвинителство по идна постапка ги разгледа тужбите, контратужбите и контратужбите. И најави дека ќе се произнесе околу овие предмети по реформата на судство. Возбудливо откритие на нашите археолози кои на археолошкиот локалитет Врбенска чука во село Славеј ги пронајдоа првите записи од демократијата. Партиска програма која според анализите датира од 5-тиот милениум пред нашата ера. Вчерашни ја имаат целата приказна. Баш така. Наоѓаме се тука со доктором Милан Ристевски.
Ама ние ќе си направиме мобетче со археолого Венци Камев. Какво откритие имате и што значи тоа за Македонија? Добар ден, голема чест и задоволство ми е да го представам нашето откритие. Би рекол дека имаме успех. Имаме голем успех на цела територија на Република Македонија, особено за почвата на Република Македонија, каде е најдена оваа програма за активноста и делувањето на ВМРО на овие простори, би рекол од праисторијата, уште од времето на Адам и Ева, каде јасно и гласно е посочено дека нашиот народ верувал во една програма, верувал во дела, а не во празни зборови и афери, нешто. Добро, што обеќа таа програма? Па видете, самата програма не е обечавана, но би сакал, еве, како една мала тајна да спомнам сега, дека планираме да го најдеме отчетот и во него јасно и гласно ќе се види дека господинот Александар Македонски не беше стигнал само до Индија, како што многу мина, верувавне до сега, него стигнал е до Филипини. Филипини. Александар Македонски не е стигнал. Чекај малце. Александар Македонски не е стигнал до Филипините. Филипини, шо ви говоре самото име? Филипини острови, госпоđo, ги крстил на башча Филип. Филипини. Добро, шо Добро. Значи може да заклучиме дека Македонија е лулашка на демократијата и дека СДСМ и дека СДСМ нема програма. Ние сме нон-стоп на локалитет, тука не интересира политика, но сепак би споменал дека ова е едно шокантно големо откритие, еден успех за сиот македонски народ, за целата територија, за почвата на Република Македонија, што ги пронајдохме овие навистина важни Добро, да. Фала ви, Ептен. Драго ми беше. А сега предлагам накратко да видиме колку достигна јавниот долг на Република Македонија. Изборната кампања започна. За разлика од другите партии кои ветуваат се и сешто и само гледаат како да дојдат на власт, партијата на неопределените се грижи за вистинските интереси на граѓаните. Ви пренесуваме дел од митингот на Климе, лидерот на неопределените. Ние не се грижиме само за неопределените. И определениве ги имат истите проблеми како нас. Ова е наша заедничка земја. Задолжени сме до гуша. Чекај, Марец, пази што зборувам. Кога ќе дојде време да се враќаат долговиве, никој нема да не опитви дали си определен или си неопределен. Сите ќе ги враќаме долговите. Не интересираат исто загризени сме дали ќе банкротираат пензискиот фонд. Чекај, Маре, на шо личи бе то нешто еден вработен за петорица да работат, то ти исто како 5 души на ушка да ја носиш. Па тоа што не интересираат нас политика, то не значи дека весла цицаме. Аплауз сега. Фала. Крајно време е сите, и определени и неопределени, да се определиме за битните работи, за да знаеме дали ќе ја бидит Република Македонија или нема да ја бидит. Па после пак секој нека си влечит лево-десно. Аплауз. Наша предност е тоа што не имаат и македонци, и албанци, и срби, и власи, и старо, и младо, и машко, и женско. Неопределените ги имаат во сите краишта на Република Македонија. Слушам зборвет на 11 дали ќе излезеле да гласат. Чекај, Маре, чекај. Прати што зборувам. Ќе ти кажам. Се мисле, слушам се думале на 11 дали да излегле на гласање или не, да било ладно, да nimalo магла. Ам сега ам ние па цел Варош за водици во езеро се фрлят по крстон, дали ќе излегвит да гласат или не ќе излегвит. Немат појќе изговори. Ние ако не се определиме, друг ќе се определит за нас. Аплауз. Да живеат Македонија! Да не определени, да се определят! Да, браво! За Македонија! Ти, море, ало, ам слушаш одговор на са, ти...
како човек да не им ја даде довербата, а дека сите се плашат од партијата на неопределените и се обидуваат да ни се додворат, дока се настапите и на Груевски и на Заев. На овие избори, како и на секој други, секој ќе треба да се определи. Тие неопределените, тие ќе одлучат каква иднина меѓу сите нас ќе има Република Македонија. Покрај осврнувањето на неопределените, некои од партиите се собраа во еден скопски локал и ја почнаа јавната лицитација за највисока минимална плата. Се вклучуваме да видиме дали можеби ја имаме највисоката понуда. Нашиот репортер е на линк. Да, студио, не студио, јас не сум за тој прилог. Но кога веќе ме вклучите во живот, да кажам и збор 2 за мравките. Нели мравките, како што знаеме, тие се едни од најстарите животни, живееле дури 192 милионитита година пред нашата ера. Најстариот фосил на мравка е најден 92-та милионитита година. Океј, Кузман, добро. Режија, ја бараме Слободанка Лешник, дали ја имаме на линк. Да, студио. Зад мене се дешава лицитацијата на представниците од определените. Многу интересно, па може да видиме. Дали имаме 120.000 денари? 120.000 денари! 120.000 денари прв пат! 125.000 13-та плата од мене! 125.000 денари! 13-та плата, па тоа не е реално! Кој си ти бе да кажеш што е реално, што не е реално? 130.000 денари! А која фирма може да плати 130.000 бе? Дали си нормален? 135.000! 135.000 денари прв пат! 140.000 денари! 140.000! Плюс регрес! Плюс регрес! Плюс летен одмор! Ај сега да те видам бе! Одиме прв пат! Втор пат! Студио, тука очигледно овоа уште ќе потрае. Ја предлагам вие да си продолжите со вестите. Слободанка, гледаме дека атмосферата е вжештена, а додека представници од определените лицитираа за минимална плата, лидерот на неопределените преку својот Facebook профил им порача: До кога ќе се занимавате со минимална плата, ре? Абе, на народов му требит максимална плата. Ние за тоа се залагаме. Тоа е нашава борба. А сега го имаме нашиот дописник од диаспората. Ние сме вчерашни, а сега таму е утре. Па да видиме каква е таму предизборната еуфорија. Батка, дали се слушаме? Да, студио, одлично се слушаме, да. Драги гледачи, во моментов се јавувам од едно многу интересно место. Баш овде каде што стојам, на овие локации во Мелбурн, пред 37 години е снимен легендарниот и култен филм Mad Max. Филм кој што изврши огромно влијание на развојот на демократските процеси. А мене посебно ми е драго и ме гордее што во многу сегменти сценариото на Mad Max неверојатно коинцидира со Република Македонија. А исто така и еден наш многу познат аналитичар, кој што сакаше да остане анонимен, тврди дека во Македонија од секогаш било така и дека исто било и 903-та, само немало интернет. Инаку, предизборната еуфорија во диаспората од ден на ден се повеќе добива на интензитет. Гласачките тела се максимално фокусирани. Се е во знак на изборите. А добар дел најави дека ќе земат неплатен одмор. А добивме информација првична дека на денот на гласањето се откажани 4 свадби, 3 крштевки, 2 кукни слави, 1 сунет и 2 имендени. Да. Чекаме малку. Како 2 имендени? Кој го пишуваше ова, бе? Па ја, бе. Батка, како може овие 2 имендени се откажени у исти ден? Па овие двајца се со различни имиња, бе. Па ај глеј убаво. Шо да гледаш? Вториот имен да не откажен у вториот круг. Драги гледачи, грешка. Со попрецизни информации ќе се јавиме накнадно. Студио? Добро, благодарам, Батка. Батка, не дај водите евиденција кој што треба. Напиши убаво, не гледат луѓе на телевизија. Сега се вклучуваме во студиото 83, каде го имаме Мартин 99, кој ќе направи анализа на видеоспотовите на партиите за предстојните избори. Мартин? Така е, Петар. Ти благодарам, Јована. Веднаш да започнеме со спотот на ВМРО ДПМН. Спотот иронично започнува со млад човек кој што е со свитка на кичма, како што може да приметите. Да траеше само толку спотот, ќе изгледаше дека е правен за да обрне внимание на опасностите од сколиоза. Но, како што можете да предпоставите, не трае толку. Набрзо, младичот по хеланки ја фрла својата дуксерка на отворен пат. Што е сосема погрешно.
така фрлената дуксерка може на некој возач да му заличи на куче, па овој да направи сообраќајка. Младичот е веднаш свесен што направил, но наместо да се покае и да ја поправи грешката, тој решава да избега од местото на злосторството. И бега понатаму, но не може да избега зашто не го брка човек или куче, туку неговата грижа за совест за престапот кој го направил. Бега низ нешто што изгледа како Сахара, а всушност е новата Пехченска пустина. Еве, тука, како што може да видите, каде е пустина? Пустината. Како што може да видите, нема многу луѓе, веројатно сите се иселени некаде. И кога Нејке го затекнува пореен дожд, кој го символизира плачот на неговата грешна душа, почнува да се кае што го фрли дуксерот, кој што воедно беше и водоотпорен. И веќе трча 24 часа. Уморен е и физички, и психички, мозокот почнува да се игра со него. Не сакајки, втрчува во дефолт позадината на Windows XP. Веднаш потоа, влетува во некаков митинг, но него не го интересираат политичките пораки, сака само да избега од својата нечиста душа и совест која што го брка. Карпи. Се качува на Карпи. И се качува на Карпи, и се качува на Карпи, и се качува на Карпи. И уште некоја минута се качува на Карпи и конечно тој наоѓа спасение и мир на душата. Душата му е на повисоко ниво, а тоа пак се гледа од одвратниот смог кој е под него, во кој и вие душите кои сте неиздигнати се давите. А сега се префрламе на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што исто така извади динамични видеа, во кој што можеби нема многу трчање, но има многу акција. Еве, уверете се. Погледнете само таа страст. Еве страста уште во првата секунда, па во 9-та секунда, па во 16-та секунда, врие на 27-та секунда. Дали може пострастно видео? Се разбира дека може. Еве, на 35-та секунда, ерупција. Како што може да забележите, видеото е полно со емоција и страст, брзи сцени кои го изобилуваат со енергија. На видеото на Демократската унија за интеграција можеме да го видиме лидерот Али Ахмети, како е подпрен на шанк и зборува, додека во позадината гледаме восочни фигури од раководството на ДУИ. Тоа беше видеоанализата. Јас сум Мартин 99, а ви останете со вчерашни. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И ден денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пораснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лета или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Сведоци сме дека во предизборието копијата најмногу се кршат околу двојазичност. Тоа што не можеме да се разбереме меѓу себе прави потешкоти и во секојдневното живење. Дали ќе продолжиме да живееме едни покрај други или заедно, времето ќе покаже. Но се чини најтешко ќе им биде на таксистите кои веќе се двојазични затоа што веќе има обврска да научат и англиски. Да погледнеме што секојдневно им се случува на таксистите. Феноменално. Чекај, батали, тоа забранија да видам англиски одока ми. Where can I take you? Where can I take you? To the West Hotel, please. To the West Hotel, please. How many bags do you have? How many bags do you have? Just one. Just one.
I'll put it in the trunk. I'll put it in the trunk. Thank you very much. Thank you very much. Merdita, ju lutem nëse mund të me afroni në ziren me të afert poshtare. Shumë e shpejtohet. Sorry, English. Duket të shkoj në poshtën me të afert sa më shpejte. Hajde. English, please. English. Jo English, be. Derisa të kuptohemi, do eci në këmbë. Eve ti jedno cede. Hajde, da go učiš. Falimenteri. Miru pafshin. Що направи, Зоки, бе? Види се, пешки кидеш, не може да се разбере, бе. Кај да идем, че да идем, шо ми да... Мирдита. Добар ден. Сиени. Како сте? 20% преј gjithë тендераве Перме. 20% од сите тендери за нас. Зоки, бе, за тоа двојазичност. Нема бизнис без јазици, бе. Сите сме сведоци дека во последните години интензивно се гради и често се заобиколуваат урбанистичките планови. Заради тоа многу често доаѓа до конфликт помеѓу љубителите на зелените површини и љубителите на бетонот. На оваа тема го имаме Мартин. Да погледнеме. Пријатно пладне. Денеска ќе разговараме на една многу интересна тема, што не засега претежно сите нас. Имено се работи за покривот над главата. Во студиото наводно го имаме господинот Драган Градуловиќ, еден од најголемите инвеститори во Република Македонија, како и представник на урбаната мафија. А во студиото во Киселавода го имаме Мирко Паркобранец, представник на неурбаната мафија во земјава. Добар ден, ви благодарам на поканата. Па, господине Паркобранец, повторно нешто протестирате. Што всушност сакате вие? Значи, ние сме да не се гради веќе во зеленило. Знаете, нема ни паркинг веќе доволно низ градот. Како нема доволни паркинзи, цело време ни прават обструкции било какви. Како сакате да има паркинг кога имате едно возило за вас, па за сопругата, па и за детето земавте кола? Тоа нема врска со големината на зградите, господине. Џабе се буните. Ако не ви се допаѓа, слободно иселете се и живејте во Драчево, таму ви е местото. Не може ради вас да почнеме легална градба. Значи, ние не сме против да се гради, не се разбираме, ве молам. Момент, Мирко, во право е човекот. Што не се иселите во Драчево, например? Значи, ние не сме против да се гради, како да ви објаснам. Мирко, подкаде ова толкава нервоза кај вас? Значи, каква нервоза, ви се молам, ние само сакаме да ни се слушнат барањата. Цело време сте нервозни, цело време правите проблеми, вамо протестирате кога се сеча дрвата, вамо го браните зеленото одмаралиште на вашите прадедовци. Тоа не интересира. Цело време сте нервозни, а да ви кажам, еден мал совет од вас, млад, голем, зелен господине. Да ви кажам, не можете вие со ваква нервоза да успеете во животот. Со ваква нервоза сите ќе бегаат од вас. Сигурно ништо нема да ви успее во животот. Очигледно е дека вие во недостаток на аргументи, програма и план, очигледно е дека во ваков очај пробувате се и се што. А ние како инвеститори правиме толку труд, вложуваме Скопје да биде еден од најизградените градови во светот, а конечно стана и еден од најзагадените градови во светот. Рамо до Пекинг. Позади нас веднаш се Тетово, Битола, а конечно водиме и во Кавадарци. Вие со што можете да се пофалите? Еве, ние се пофаливме со нешто. Вие со што можете да се пофалите? Дали вие се залагате да останат луѓето без покрив над главата? Значи, ние не сме против покрив, како да ви објаснам. Ние не сме против тоа да... Благодарам, заќути, Мирко, заќути. Господине Градуловиќ, ете, гледате дека сепак е можно да се најде заеднички јазик. Вие, како урбан мафијаш, инвестиравте многу пари во оваа земја. Спонзор сте и на нашата емисија. Па, кажете ми, дали вреди за неколку дрва да се крева толкава бука? Ма не е битно дали е бука, дап или липа. Битно е да се крене. Ние како урбани инвеститори правиме се за секој граѓанин да има покрив над главата. Значи станува збор за една исклучителна филантропска дејност. А освен со филантропија, ние се занимаваме и со филателија. Односно, собираме, колекционери сме на маркици, порано барем бевме, додека се градеше во полнек, иако во одредени случаи градиме и без маркица сега. Да, добро, но тоа го правите само во специјални случаи, кога локалните власти одбиваат да соработуваат. Тоа е оправдано. Да, но сепак сакам да ги пофалам сите локални власти, дека во повеќе случаи наидуваат на разбирање за нашата потреба да го
урбанизираме просторот и да изградиме нови згради со што сите ние заедно ќе се гордееме. Со нив главно немаме проблеми. И за секоја пофалба, секоја чест за сите локални власти. Господине, градите на мито е мито, прашајте го. Да ви кажам. Како може тоа сега вака? Да, точно е, градиме на мито Хаджи Василев Јасмин и тоа е одличен пример како треба да се работуваат локалната власт и сите ние заедно. Единствен проблем, господине водител, ние што имаме едни вакви неурбани ликови како овој млад господин, мала група неорганизирани граѓани што цело време се бунат за се и се што. Тоа се еден трулеж од општеството што не ни дозволуваат поштено да го избетонираме овој главен град на Македонија. Прво не е точно. Антипатриотски мотиви прават. Прво не е точно. Мирко, те молам. Значи го те изслушавме тебе, да го изслушаме господинот. Гледате ми упаѓа во збор. Ве изслушав, све слушнавме што сакавте да кажете, ви оставивме простор и вие повторно се буните. Тоа е тоа малограѓанско, а конечно и селското излезе од вас. Ако сакате да одите во село, слободно идете во село и таму претпоставам дека ќе се карате и со шумската полиција и со дрвокраците, ако идете покрај Демарско езеро ќе се карате и со тие што фрлат пластични шиши во Демарско езеро. Така е, господине. Па Мирко, зашто не дозволувате селото да биде истерано од вас? Прво не е точно. Јас би сакал да кажам дека не. Можно ли е, господине, можно ли е помирување на урбаната мафија со ваквите неурбани елементи во градовите? Ако се однесува прашањето за мене, секако дека е можно. Еве и владата многу ни помага за ова наше помирување, со проектот оцелување од град во село, со низа субвенции, па сега секој кој сака дрва, паркови, шуми, може да се врати на своите корени во село, а ако оди во село, може и таму да нема дрва, ако уште малку почека. Оставете на нас, од урбаните инвеститори, да си работиме нашата работа, законот стои зад нас, да инвестираме, да го разубавуваме и да го загадуваме градот. Со еден збор да градиме, а не да уриваме. Така е, да градиме и никогаш да не се покајаме. Така, ви благодарам многу, драги гледачи, тоа беше се за денеска. Ти благодарам, Мартин. Инаку урбаната мафија заедно со колегите од владата нема да застанат тука. Допрва ќе инвестираат во здравието на граѓаните преку новата опрема на пулмологија, болници за белодробни заболувања, гробишта и слични инвестиции. За тоа какво ќе биде времето вчера, дознајте од нашиот Силвестер. Лека ног, драги гледачи, да проследиме временската прогноза. Времето неделава ќе околу 26 степени. На Хавај, кај нас ко социјална молдавска драма од 80-тите, сиво, тмурно и ладно. Пазете на движењето посебно на места каде што не стигнале да исчистат службите на градската хигиена. Значи, не се движете во Скопје, Битола, Куманово и Ресен. А сега да видиме како ќе биде низ градовите. Скопје, нема микроклима ако немате дома клима. Мило ми е што го разјаснивме овој мит. Битола, времето е застанато во доците или од 90-ти, така да, whatever. Бедово, исто ко Благоевград, исто ко Бедово. Струмица, во оранжериите топло, надвор не е толку. Кратово, како ќе каже Сител. Биометео, не поволно, но кампањата ќе заврши за само 2 недели. Издржете. Лека ноќ. Тоа беа денешните вчерашни. А додека вие не гледавте, Македонија се задолжи за уште 28.800 евра. Толку од нас. Гледајте репризата во понеделник во 16:10 и следете на Facebook и YouTube. Добро утро. Добро утро и од мене.